Здраво Македонија, посакувам убаво утро и ве поканам да останете со нас во продолжение да го слушнете разговорот кој што денеска ќе го имам со мојата соговорничка Маја Андреска, која што неодамна беше во Индија, представуваше со незиното здружение еден свет, нашата земја на еден културен фестивал кој што се одржуваше во Индија. Земјите кои што учествуваа беа околу 100, но многу повеќе на оваа тема и како всушност ја представија нашата земја, ќе ни раскаже токму таа. Маја, добро утро, добро дојде во Здраво Македонија. Добро утро и добро ве најдов. Чести задоволство е да споделиме вака убави информации кои што вие со вашето здружение имавте можност да го направите во Индија и да ја представите Македонија на еден таков голем културен интернационален фестивал, да ја представите нашата земја Македонија, да ги истакнете нејзините убавини, а сето тоа да има еден хуман карактер. Токму така. Во Индија од август до 23 ноември се одржува 100-дневен светски културен фестивал под мотото Еден свет, едно семејство, кое што воедно тоа име го носи нашето здружение тука во Скопје, Македонија, бидејќи сме дел од една глобално семејство, значи Еден свет, едно семејство. Бевме представници на 14 септември, ја представивме Македонија со незините културни, традиционални вредности, историски карактеристики и со традиционална музика. Така. Каква ете заинтересираност имаше од останатите учесници, сите земји кои што таму се најдовте во делот кога ете има можност да ја слушнат нашата музика, да одоносите вие кои што го представувавте нашите убавини да ги видат сликовито? Беа воодушевени. Со еден збор, прво беа воодушевени од хуманитарните дела кои што се прави во Македонија, посебно од наградената хуманитарка Ирена Велковска, координаторот на Дневниот центар за деца од улица во Шутови Ризари, беа воодушевени од незината добрина, не само од незината и од целиот тим нивен, од нивната добрина, посветеност и грижа за тие деца и како они влијаат за да ги направат подобри личности во нашето општество. Потоа разговаравме исто во видеото, имаше и презентација на македонската кујна. Таму исто се спремаше гравче, кој што можеа сите да го пробаат, беше споменат ајварот, и потоа како дел од традиционалната музика, Синтезис се одржа 45-минутен концерт, со добија бурен аплауз, навистина ги воодушевија сите присутни, посебно самиот организатор Садгуру Шрима Досудан Сај беше воодушевен од македонската музика, а посебно од звукот на зурлата. Тој исконски, чист, природен звук кој што го дава зурлата. Какви искуства носите од Индија, кои што еве овдека со вашата работа во здружението Еден свет, едно семејство, можете да што сте вели да ги имплементирате и со овие соработници кои што ги имате тука во Македонија? Многу убави искуства имаме од Индија, значи таму се одвиваат хуманитарни дела во огромни размери, кои што тука ние не можеме ниту да си ги замислиме. Значи, таму, како што кажа, под покровителство на Садгуру Шрима Досудан Сај се има многу бројни училишта, има 3500 деца, кои што од 5 оделение до докторски студии целосно бесплатно ги образуваат. Потоа има 2 бесплатни болници за сиромашните, меѓутоа болници кои што се со многу висок квалитет, како пандан на нашите приватни болници тука во Македонија, а на 23 ноември ќе биде отворена најголемата бесплатна болница со 600 легла, која што е прекрасна. Ние бевме сведоци таму на уште се завршува, нели, при крај се градежните активности и ние со нашите соработници тука кои што беа дел од проектот Хумана Македонија, со кој што се представивме таму на фестивалот, бидејќи дел од фестивалот беше посветен на хуманитарните активности во Македонија. Сме уште во зародиш и покрај тоа што големи организации беа дел од Македонија, беа дел од овој проект Хумана Македонија, како што се Црвен крст на град Скопје, Банка за храна Македонија, Легис, вистински дела на љубезност, Ways to Help платформата, Suna Healthy Life и Сај организацијата Македонија. Некои од нив се навистина многу големи организации тука, меѓутоа од таков вид и таква големина на хуманитарни дела како во Индија,
да се надеваме дека еден ден ќе има и кај нас такво нешто. Така е. Се согласам со вас, но мислам дека што се однесува со бројноста, не можеме никако да се споредиме со Индија, тие се милиарда, нели, и можеби и повеќе, но со величината на душата, на срцето, на духот, верувам дека тука можеме да се чувствуваме еднакви со целиот свет, бидејќи македонците по својот, нели, менталитет, душа и срце навистина мислам дека е неизмерно голема и тука мислам дека сме еднакви и можеме да се мериме со сите. Со какви се останати активности има Сдруженијето во текот на годината Еден свет? Сосема сте во право со ова што го кажавте. Навистина и духот и хуманоста беа препознаени наши во Индија. Ние сме основани од 2018 година под друго име, меѓутоа сега сите здруженија, бидејќи ова е глобална мрежа на здруженија, отприлика околу 30 земји учествуваат во оваа мисија. Од 2018 започнавме со преведување на божествените говори на Шри Сатја Саи Баба во суптилното тело и до денес се занимаваме со преведување, уредување, издавање, печатење на книгите. До денес имаме издадено околу 14 книги и 3 аудио книги, а во моментов треба да буквално сега се печатат уште 2 книги кои што набрзо ќе бидат издадени. Тоа е нашата примарна глобална дејност, воедно во организација, односно со поддршка на САИ организацијата Македонија се преведуваат и книгите кои што се од 3 години се извинувам до 17 годишна возраст, тоа се книгите Биди добар, гледај добрина, прави добрина, и кои што ги подучуваат децата на 5 основни човечки вредности, како што се вистина, љубов, ненасилство, и со тоа се сака да се создадат личности кои што ќе бидат, нели, ќе се изградат во подобри личности кои што ќе направат подобри дела во општеството. Убава порака, едни вредности кои што сите треба да ги практикуваме, да се потсетуваме и да не ги забораваме. Ања, ти благодарам многу за разговорот кој што денеска го имавме во Здраво Македонија. Посакувам успех и да се гледаме за убави работи. Ви благодарам. Дај Боже да се гледаме за убави работи.